Бројот на епидемиолози во нашата држава е значително мал и скоро недоволен за сите нови случаи кои што се потврдуваат на коронавирусот. Лицата позитивни на ковид со денови чекаат здравствените власти да им ги направат епидемиолошките анкети. Ова вчера го потврди министерот за здравство доктор Венко Филипче. Тој исто посочи дека поради недоволниот број на епидемиолози се вклучени и студенти од 6-та година по општа медицина. Дали имате вие реална слика, министре, што се случува со епидемиолошките анкети и колку всушност луѓето чекаат за да им биде направена епидемиолошка анкета? Точно го знаеме бројот на минимум епидемиолози, а на максимум случаи во Скопје. Центарот за јавно здравје ги дава тие податоци. Не знам дали се 6 или се повеќе епидемиолози во моментов. За да се направи епидемиолошка анкета, пациентите позитивни на ковид со позитивен тест чекаат до 10 дена за да им се јави епидемиолог. И сега вие ќе ми кажете, да, ние вклучивме 50 студенти кои ќе помогнат. Зошто толку доцнати епидемиолошките анкети и зошто 50 студенти не ги ангажиравте на почетокот на октомври, кога и самиот рековте дека очекувавте есенски бран? Тие поминаа низ фаза на тренинг. Имаше тренинги од Светска здравствена организација, од нашите експерти, за да се вклучат во работата. Направивме организација со медицинскиот факултет да им се признае стажот. Значи да не биде тоа време кое што нема да им се признае во стажот во кој што тие практично од фазата на едукација се наоѓаат. И знам дека, точно е, свесни сме, дека заради малиот број на епидемиолози, 5 односно 6 во Институтот за јавно здравје, истолкав број во Центарот за јавно здравје, луѓето едноставно и покрај тоа што работеа деноноктно, во еден момент не можеа да постигнат со епидемиолошките анкети. Но има и еден друг овој проблем со кој што епидемиолозите се соочуваат, а тоа е што луѓето многу често, согласно статистиката која што ја правиме, за жал не ги кажуваат точните податоци. А на кој да му ги кажат, министре, ако не ви се јави епидемиолог или помошникот, асистент или тракерот кој ќе биде обучуван, да ве праша. Телефонските повици ги добиваат во најголем број случаи, особено во месецов кога се зголеми, многу доцна. Точно е, и затоа се направи ова појачување на тимот од студентите. Едноставно, тоа е бројот на епидемиолози, тоа е бројот прилично лимитиран и на инфектолози.